Да, замислиме една слика која е речиси невозможна за модерниот начин на размислување. Значи, зборуваме за средината на минатиот век. Еден исклучително талентиран човек, академски граѓанин, врвен уметник и угледен професор. Буквално има се што едно општество дефинира како успех. Да, ги има оние работи по кои сите трчаме денес, нели? Има почит, има статус, удобност. Апсолутно. И наеднаш, без никаква најава за околината, без некој скандал или лична трагедија што би го натерала на некакво бегство, тој доброволно и свесно се откажува од сето тоа. И тоа не за да започне некој нов бизнис или да оди на... Да оди на некое луксузно патување за самооткривање на Бали. Да, тој заминува во најекстремна можна физичка сиромаштија и апсолутна тишина. Денес правиме една длабинска анализа на токму ваков живот. Пред нас имаме навистина фасцинантни материјали од биографски записи преку лични сеќавања на современици, па се до зачувани духовни поуки кои го исцртуваат патот на преподобен Гавриел Светогорец, епископ Велички. Кој во световниот граѓански живот бил познат како Мијелче Парнаџиев? Точно. Значи, мисијата на ова наше денешно истражување е да го разбереме тој длабок внатрешен механизам, што може да предизвика ваков тектонски пресврт кај еден човек. И уште поважно, што можеме ние денес, кога сме постојано задушени од информации и општа бучава, да научиме од неговиот радикален фокус? Тоа е навистина приказна која, би рекла, удира директно во темелите на нашите предпоставки за човековата среќа. Ние сме некако програмирани да мислиме дека животот е процес на постојано додавање. Повеќе пари, повеќе пријатели, повеќе искуства... Повеќе следбеници на социјалните мрежи. Да, буквално. Овде имаме човек кој својот живот го претворил во процес на постојано одземање. Се додека не останала само чистата суштина. Но за да го разбереме тоа одземање, мора да го разбереме почетокот. Кој е многу традиционален, нели? Да. Роден е на 10 март 1926 година во Штип, потекнува од едно многу благочестиво религиозно семејство на кујунџии, односно мајстори за изработка на накит. Неговиот татко Методи, кој многу подоцна и самиот станува монах под името Кирил, и мајката Горица му всадуваат силен духовен фундамент. Но не останува во семејниот занает, ако добро разбрав од белешките. Токму така. Заминува за Белград и завршува факултет за ликовни уметности. Во тоа време, да си академски сликар и вајар е огромна работа. Се враќа во родниот Штип и почнува да работи како професор по историја на уметност и ликовно образование. Значи, профилот е многу јасен. Интелектуалец, креативец, почитуван член на заедницата. Добро, ајде да го разглобиме ова малку. Токму тој момент со уметноста ми е најинтригантен. Уметникот по својата природа твори за да биде виден. Уметноста бара експресија, бара публика, бара изложба. Како еден талентиран уметник преминува во строг монашки живот каде што публиката буквално не постои? Па интересно е што ова не е некој импулзивен потек. Записите многу прецизно лоцираат дека преминот воопшто не бил ненаден. Тоа е еден тив, повеќе годишен внатрешен процес кој зрел уште додека тој бил активен во општеството. Сакаш да кажеш дека почнал да се повлекува уште додека работел како професор? Да, она што е фасцинантно овде е токму тој психолошки и духовен транзицијски период. Некаде во 50-тите години, додека тој се уште ја држи кредата во рака пред учениците, неговиот ум почнува да се сели на друго место. Има еден многу сликовит детај. Како угледен професор, нормално е дома да има посети и гости. Секако. Седенки, муабети. Но кога луѓето би дошле, тој само многу учтиво, со огромна почит, би се поздравил со сите присутни и потоа тивко би се повлекол во својата соба. Таму со часови читал духовна литература и се молел. Чекај, само ги оставал гостите во дневна? Да, не правил сцени, не ги бркал, само јасно покажувал каде лежи неговиот вистински интерес. И ако размислиме зошто еден уметник би го направил тоа, веројатно барал нешто подлабоко од самата уметност. Токму тоа. Уметноста е секогаш потрага по совршената убавина.
Тој веројатно сфатил дека платното и глината имаат лимит. Колку и да е гениално едно дело, тоа е само бледа рефлексија на апсолутната убавина. Тој одлучил да го прескокне медиумот и да стапи во директен контакт со самиот извор на таа убавина. Леле, ова е како некој врвен, глобално популарен креативец, денес целосно да ги избрише социјалните мрежи, да го исклучи телефонот и да се пресели во планинска пештера. За нашиот модерен мозок тоа е несфатливо. Повлекувањето од јавноста, кога си на врвот, секогаш не изгледа како некаков дефект. Како нешто да не е во ред со човекот. Да, баш така. Но кога конечно физички ќе замине од светот, тоа не е само промена на локацијата. Значи, тоа е почеток на една физичка строгост која ги поместува границите на човечката издржливост. Апсолутно. Откако оди на Света Гора, откаде што и го добиваа прекарот Светогорец, а потоцна кога преминува во Лесновскиот манастир, неговиот живот добива екстремни димензии. Се зборува за пост кој бил толку строг што тој физички бил речиси прозирен. Спиел на исклучително тврди подлоги, целосно игнорирајќи ја потребата на телото за удобност. Овде станува навистина интересно, затоа што додека ги читав материјалите, налетав на еден детал што ме запрепасти. Тој буквално шиел ситни камчиња на своите панталони и во внатрешноста на своите чевли. Да, тоа е еден од најпознатите детали за неговиот подвиг. Ама чекај, шиење камчиња во чевлите звучи како чист мазохизам. Како да го разбереме овој степен на намерно предизвикана физичка болка во денешно време, кога купуваме анатомски чевли, ергономски столови и се жалиме ако климата не ни е подесена точно на 22 степена? Да, јасно ми е зошто звучи така. Но, ако го поврземе ова со пошироката слика на православната аскетика, работите веднаш добиваат сосема друга смисла. Најголемата грешка што можеме да ја направиме е да го интерпретираме ова како само казнување. Тие камчиња не биле казна. Туку што биле? Биле механизам за свесност. Види вака, денес ние користиме паметни часовници што вибрираат за да не потсетат да станеме, нели? Или да се напиеме вода, бидејќи умот ни лута. За Гаврил Светогорец, тие остри камчиња биле физичко сидро. Секој чекор, секој придвижување предизвикувало непријатност, а таа непријатност веднаш го враќала неговиот ум во сегашниот момент. Го враќала кон Бога. О, значи тоа било алатка против онаа духовна заспаност. Наместо болката да му го одвлекува вниманието, таа функционирала како постојан аларм. Токму така, аларм кој го потсетувал да продолжи со молитвата. Значи, катализатор за фокус. А кога сме кај молитвата, тоа не е она обично рецитирање текст, нели? Не е само читање од книга. Апсолутно не. Записите многу детално објаснуваат дека тој постојано ја практикувал така наречената умно-срдечна молитва, попозната како Исусова молитва. Тоа е една кратка форма која постојано се повторува: Господи Исусе Христе, помилуј ме. Но целта не е механичко повторување. Целта е таа кратка реченица да се спушти од умот во срцето, да се синхронизира со самото дишење. И со чукањето на срцето, да. Да, и кога тоа ќе се постигне, човекот се моли дури и кога спие или кога работи нешто друго. И тука доаѓаме до најголемиот парадокс во неговата биологија. Телото му било екстремно истоштено од недостиг на храна, но луѓето сведочат дека зрачел со неисцрпна колосална енергија. Како е тоа возможно физиолошки? Па таа издржливост очигледно не доаѓала од калории. Тој можел да стои со часови. Енергијата доаѓала токму од таа континуирана состојба на умно-срдечна молитва, која го хранела на едно сосема друго ниво. Ова не носи до следниот парадокс о неговата приказна. Човекот остава се зад себе, бега од луѓето, се затвора во манастир, барајќи апсолутна тишина. И одеднаш, токму тој негов внатрешен мир почнува да делува како неверојатен магнет за светот. Колку повеќе се криел, толку повеќе луѓето доаѓале кај него. Иако тој самиот не оставил некои обемни филозофски книги, неговите поуки останале длабоко врежани. Еден од неговите најпознати совети бил: со Бога зборувај многу, а со луѓето малку. Па, што значи сето ова во пракса?
Овој совет звучи малку како да бега од човештвото. Звучи така на прва, но треба внимателно да се протолкува. Тоа воопшто не значи презир кон луѓето. Напротив, кога ќе ги анализирате неговите ставови за љубовта, гледате една огромна широчина. Тој им објаснувал на луѓето еден клучен контраст. Човекот постојано паѓа, греши и се одрекува од Бога. Но Божјата љубов е толку бескрајна што Бог никогаш лесно не се откажува од човекот. Се обидувал да им го тргне фокусот од секојдневните драми. Да ги насочи кон таа безусловна вертикала. Има уште една негова поука која ми остави силен печаток. Тој вели: покорен е човекот од страв, а послушен е од љубов. Ние денес буквално не правиме разлика меѓу овие два збора. Да си покорен и да си послушен не е исто. А разликата е суштинска. Тоа е разликата помеѓу робство и слобода. Да. И оние кои биле во негова близина велат дека бил немилосрдно строг кон себе си, но кон другите луѓе бил бесконечно благ. Не осудувал никого. Кога ќе дошел некој нервозен или гневен човек пред него, присуството на Гаврил делувало како, знаеш оние слушалки за поништување на бучавата, noise cancelling. Ха, да. Епа така нешто, само на ниво на човечката душа. Бучавата од светот едноставно исчезнувала во негова близина, без тој воопшто мора да држи предавање. Споредбата со слушалките ти е брилијантна, бидејќи тоа е точниот ефект на вистинскиот внатрешен мир. А за разликата помеѓу покорноста и послушноста. Кога човек е покорен, тој действува од позиција на страв, се плаши од казна, се плаши од авторитет. Тоа е надворешна дисциплина. Точно. Но послушноста се раѓа исклучиво од љубов и доверба. Ти доброволно одлучуваш да следиш некого затоа што му веруваш целосно. Тој никогаш не сакал луѓето да доаѓаат кај него од страв. Сакал да бидат трансформирани преку љубовта. Тој немал ништо материјално да им понуди, но го имал најскапоценото нешто. Внимание и утеха. Неограничено внимание за секоја индивидуална болка. И таа негова несебична љубов кон народот постепено го издигнува и во црковната хиерархија. Во 1981 година станува архимандрит, а потоа на 15 август 1989 година, на празникот Успение на Пресвета Богородица, ракоположен е за епископ Велички. Ова е висока титула која вообичаено носи почести, протоколи и опишуваат како вистински чуда. Да, еден од најдокументираните настани е чудото со дождот. Околните села околу манастирот се соочувале со катастрофална суша. Земјата пукала, луѓето биле доведени до рап на очај. И во паника, масовно доаѓаат пред манастирот и го молат Гаврил да помогне. И тој излегува и почнува заедничка молитва. Според сеќавањата, набрзо по молитвата небото се отвора и почнува да паѓа дожд. Нормално луѓето почнуваат да плачат од радост и да го слават како спасител. А неговата реакција? Тој ги запира со зборовите: "Не сум јас, манастирот е чудотворен." Ете, тоа е школски пример за целосно отсуство на духовно его. Инстинктот на обичниот човек е барем малку да ужива во таа слава, но тој веднаш ја пренасочува заслугата. А тука е и другиот, може би уште помоќен настан, токму на денот кога станува епископ. Во масата луѓе имало едно 6-годишно дете кое боледувало од тежок рахитис. Детето никогаш во својот живот не можело да застане на нозе. И по завршувањето на литургијата, откако детето се пречестило, пред очите на стотици луѓе, тоа одеднаш ги крева рацете, извикува мамо и за прв пат застанува на своите нозе. Ваквите моменти лесно би можеле да го претварат во локално божество, но тој останува скромен. И токму затоа крајот на неговиот живот е можеби најшокантниот дел. Како што стареал и телото конечно почнало да попушта, записите укажуваат дека тој со апсолутна прецизност го предвидел сопственото заминување. Начинот на кој се подготвил е навистина запрепастувачки. Да, тој отслужил 40 за упокоени литургии за самиот себе. Значи, за упокоена литургија нормално се прави за починати луѓе, нели, за спас на нивните души, да ја служиш за себе докодека си жив и тоа точно 40 пати поред. Тоа бара незамислив духовен капацитет.
Едно целосно соочување со сопствената смрт. Апсолутно. И потоа, точно на 40-тиот ден, на 12 јануари 1990 година, тој мирно здивнува во својата келија, држејќи крст и Евангелие во рацете. Нема страв, нема паника, едно тивко, математички прецизно преминување. Ова покренува едно многу важно прашање за смирењето. Кога човек ќе добие таква моќ и почит од маса на луѓе, неговото его речиси секогаш бара некаква гаранција за својата важност. Бара споменици. Гаврил Светогорец имал се. Бил почитуван интелектуалец, станал епископ, го сметале за чудотворец. И покрај сето това, тој се сведува себе си на најобичен човек кој бара милост пред Бога одслужувајќи ги тие 40 литургии. Ова ни докажува дека камчињата во чевлите и екстремниот пост не биле некаква театарска представа. Да, не биле перформанс. Тоа било брутално искрен живот. Точно. Сите надворешни титули за него немале никаква тежина во споредба со внетрешниот диалог со вечноста. И кога ќе ги споиме сите овие делови заедно, од талентираниот уметник во Штип, преку доброволното преземање на физичките страдања, па се до светителски живот во Лесново, каде неговите мошти и денес се посетувани, се исцртува една јасна слика. Главната лекција е дека вистинската сила никогаш не доаѓа од надворешните признанија. Таа извира исклучиво од тишината и од фокусот кон нешто поголемо од нас самите. Тоа е многу убаво сумирано и во црковниот тропар посветен на него. Тоа е една концизна химна, каде што се вели дека тој го запазил своето целомудрие преку постојаниот пост и бдењето. Тој детал е вистинската круна на целата приказна. И кога денес ќе го погледнеме неговиот пример, тој делува како радикална провокација за нас. Ние сме култура обседната со идејата да оставиме некакво наследство, нели? И тоа наследство го мериме низ призмата на гласноста, колку згради сме изградиле, колку пати нашето име било спомнато. Веруваме дека ако замолчиме само на момент, светот веднаш ќе не заборави. Баш така. Но овој човек не тера да застанеме и да се запрашаме нешто посуштинско. Дали е можно во овој универзум најмокното и најгласното наследство да го оставаат токму оние луѓе кои доброволно избрале да бидат целосно тивки, неизмерно скромни и речиси невидливи за општеството.